Прес на Граѓанско-демократската унија, полицијата да ги повика СДСМ и ВМРО на распит за вчерашниот пожар, многу знаат. Во вчерашниот ден топ тема беше палењето на возилото на претходниот председател на СДСМ Штип. Ги слушнавме и двете партии како се нападна и го осудија настанот. Но не слушнавме дека некој покажа загриженост за луѓето кои живеат во населбата и ни криви ни должни се истероризирани од настанот. Не слушнавме грижа дека можеби со предизвикување на општата опасност можел некој работник или не дај Боже некоја мајка со дете да настрада. Што ќе се случеше ако некој се затечеше на лице место во времето на сторување на делото? Прашањето е следното. Што имат направено двете политички партии во делот на безбедноста на граѓаните на Штип? Почитувани колеги од двете постари партии, органите на редот и мирот ќе си ја завршат нивната работа, бидејќи има врвни професионалци и секој чет за нив. Но од тие кога ќе ја завршат својата работа, ќе се вмешате вие со сите ваши обструкции, желби за влијание и најверојатно епилогот ќе биде само уште еден непознат сторител. Инаку апелираме до надлежните органи да повикаат на информативен разговор представници и од двете политички партии, бидејќи тие на нивните пресови веќе излегува со обвинение. Во реакцијата од ВМРО стои: СДС и компрометираното МВР, кое во Штип е се уште под раководство на лице под истрага, имаат обврска да го расветлат случајот со запалените возила на советникот на градоначалникот на општина Штип. МВР можеби овој пат конечно ќе процесуира делот до јавното обвинителство, затоа што оние кои ја посочија вината кон ВМРО ДПМН очигледно сакаат да прикријат нешто кое веќе го знаат. Инсистираме целиот случај да се води под будното око на јавноста, бидејќи настанот е многу сомнителен и отвора бројни нејасноти и прашања.